Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Овои избори, нашава кампања ја водиме под слоганот "Се бориме за нашиот дом". Затоа што Куманово е нашиот дом, наша заедница и наша иднина. Се бориме за почист град, за подобра инфраструктура, за нови инвестиции и повеќе работни места. Се бориме за младите да останат овде, да создаваат и да се гордеат со својот град. Во изминатиот период имавте можност да се запознаете со програмата што ја нуди кандидатот за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Мартин Костовски. Исто така ги запознавте и кандидатите за советници, предводени од носителот на советничката листа Томица Илич. Во изминатите недели ги посетивме речиси сите наши сограѓани. Ги слушнавме вашите потреби, критики и очекувања. По речиси 8 години, време е да свртиме нов лист во нашата општина. Време е за промени, за реални проекти кои ќе ја движат општината напред и нема да останат само на хартија. Почитувани, ве повикуваме утре, петок, со почеток во 20 часот на градскиот плоштад да присуствувате на караванот за нашиот дом. Да ја покажеме нашата заедничка енергија и да испратиме порака дека Куманово има едно срце, една енергија и знае да се обедини кога е најважно. За бројот 5 за нашиот дом. Благодарам. Во 26-та година ги правиме програмите, освен што ќе имаме поддршка на годишниот конкурс на поддршка на проекти во културата, ќе имаме годишен конкурс и за поддршка на проектите во делот на туризмот, па беше добро да ги слушнеме нивните барања, бидејќи знаете дека културниот туризам е еден од најразвиените во светот, па така ќе биде и во Македонија, и она што е важно, во 26-та година го развиваме и транзитниот туризам, веќе сме правиме голема подготовка, имаме направено работни групи, а Куманово е првата порта на тој транзитен туризам, така да најважно е што ќе направиме овде во Куманово, да ги слушнеме нивните барања. Имавме конкретни предлози, конкретни идеи, им кажавме кои се нашите можности, ќе се вклучат во целиот овој процес до крајот на годината, за да можеме да ги направиме конкретните програми за 26-та година. Еден дел од прашањата беа упатени конкретно во измените на законот за угостителска дејност, бидејќи се носи нов закон за угостителска дејност. Тука беа конкретните прашања што ги засегаат угостителите, бидејќи знаете дека угостителството се уште не е во под Министерство за култура и туризам. Се надевам дека тоа ќе го направиме до крајот на годината, но имаше поголем дел од работите кои што беа упатени спрема Министерство за култура и туризам, а тоа е какви програми и каква поддршка ќе имаат од страна на Министерството во делот на транзитниот туризам. Бидејќи ќе ги направиме апликациите за следната година, сакавме да ги слушнеме нивните идеи, дали тоа ќе биде некаков вид на некаков саем, кој што ќе се отвори во текот на летото, кој што би траел во подолг временски период кога имаме транзитни туристи, но тоа ќе го одлучиме до крајот на годината заедно со